Улица Софиска на територија на општина Карпош, нашата екипа присуствува на реконструкција, односно прва фаза од изградбата на тротоарите. Господине Кусевски, што конкретно се работи и дали освен тротоарите планирано и асфалтирање на улицата? Овака ќе ви кажам. На оваа улица Софиска завршивме со изградба на атмосферска канализација. Откако ја завршивме изградбата на атмосферска канализација, сега работиме на реконструкција на тротоарите. Во овој момент може да се примети дека се работи на ископи, на реконструкција, припремање на комплетно на тротоарите со цела конструкција. По завршувањето и реконструкцијата на тротоарските површини ќе се пристапи кон стругање и асфалтирање, односно реконструкција на коловозната конструкција на улица Софиска. Во непосредна близина на улица Софиска исто така се наоѓа и улица Njegошева, каде што и таму завршивме во завршна фаза сме со изградбата на атмосферската канализација и почнуваме со замена исто така реконструкција на тротоарите и на коловозите. Овие активности не се однесуваат на овие две улици, се однесуваат на сите овие околинава улици, така да ние рековме дека ќе покриеме целата површина на територијата на општина Карпош со сите улици каде што е потребно да се изврши реконструкција на коловозите и замена и како изградба на атмосферски и фекални канализации. Она што е важно исто така, решавањето на инфраструктурата на граѓаните што е потребно со години што се напаства. Она што е важно е да се каже дека за сето ова што се работи овде на терен, финансиски средства исклучиво од буџетот на општина Карпош. Исклучиво од општината Карпош буџетот, да. Наша следна дестинација, улица Џумајска, населба Козле. Завршени се работите околу фекалната канализација, наред е атмосферската канализација, се поставуваат цевки, а веднаш потоа се пристапува и кон тротоарите и асфалтирањето. Да. Со изградбата на фекалната канализација е завршено. Завршивме сега пред месец дена и веднаш отпочнавме со изградба на атмосферската канализација, која што ни беше програмирана и предвидена со динамиката и со планот за работа на општина Карпош за оваа година. Согласно на планот и на динамиката се изведуваат работи, се изведува во овој момент атмосферската канализација. Како што се ископуваат, така и се уградуваат цевките, шахтите, постепено и така се напредува до завршување. Согласно на рокот и на динамиката, очекуваме и веруваме дека брзо ќе биде завршена и оваа атмосферска канализација, со тоа што потоа ќе пристапиме, веќе имаме избрано и изведувач кој што треба да почне во овие денови со работа, воведен во работа со изградба на тротоарите. Значи со реконструкција на тротоарите, по завршувањето на тротоарите, поплочување нивно со бекатони, со нови рабници, со нови вичњаци, ќе се пристапи кон изградба, реконструкција на коловозната конструкција, односно замена на асфалтниот слој на целата улица. На улицата Козле 8, исто така на територија на општина Карпош, се врши изградбата на фекалната канализација. Значи капацитетот на оваа канализација и евентуално до кога би било завршена? Овака да ви кажам. Должината на оваа фекална канализација е околу 211 метра. Оваа недела се почна, значи за 5 дена како е почнато со работа, до сега се изведени и изградени 150 метра должни од фекалната канализација. Во овој момент се врши приклучување и поврзување на колекторот и се решава проблемот на овие објекти, на овие граѓани, жители на општина Карпош, за сите времења проблемот со прифаќањето на фекалите. Они до сега живеева со септички јами. Не беа поврзани на фекална канализација и мака-мача со опасности од заразување и така натака. Значи, им се решава за секој пат проблемот со прифаќањето на фекалните отпадни води на овие објекти, на овие граѓани, со изградбата и со довршувањето на оваа фекална канализација на улица Козле 8. По завршувањето на оваа фекална канализација, со оглед на тоа што минатата година завршивме со покривањето на овој отворен канал на атмосферската канализација,
ќе се пристапи кон асфалтирање и урбано решавање комплетно на овој дел од градот.